вечер, Кисела вода. Добро вечер, Скопје. Добро вечер, победничка коалиција за подобра Македонија. Добро вечер до нашите браќа и сестри од ВМРО ДПМН. Чувствувам дека веќе сме само 6 дена од една голема историска победа на многу важни избори, на која најголемата разлика во Скопје ќе биде остварена токму тука, во победничка Кисела вода. Многу работи не поделија во изминатиот период и околу многу работи не се согласуваме, имаме сериозни разлики со нашите политички опоненти. Јас морам да кажам дека околу една работа се согласувам со тоа што говори Зоран Заев, само една и единствена. А тоа е дека мора да ја спасиме Македонија. Треба да ја спасиме Македонија од Зоран Заев и таква тајфа како неговата, кои нема чувство за национален интерес. Од тоа треба да ја спасиме Македонија. А тоа што ВМРО ДПМН најдобро го прави, заедно со коалицијата за подобра Македонија, е решавање на обичните, на најбитните проблеми на граѓаните, тоа што е најважно за секој од нас. На крајот на денот, сите ние сме луѓе. Треба да имаме подобра инфраструктура, да имаме повеќе вработувања, повисок стандард за граѓаните, поголем број на услови за убаво живење. Да направиме Македонија во секој аспект подобро место за живење. Ме подсети на Светлана приказната лична, дека е приказна која соодветствува со личните приказни на многу луѓе од Кисела вода. На жртви на транзицијата, стечајци, луѓе кои биле бркани од работа поради една или друга причина, но никогаш не размислувајќи за националниот интерес. Би подсетил само дека во златните години на СДСМ, например во 2005 година, на ниво на општина Кисела вода имало вработени само 7.000 луѓе, а бројот на невработени во Кисела вода била 10.000 луѓе. 10.000 луѓе во златните години на СДСМ. Многумина од нас на тоа им се чини како да е многу далечно минато, но сите ние знаеме овдека. И младите момци од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН веројатно се сеќаваат дека во тоа време сме броеле секој ден на вестите колку фабрики ќе затворат, колку луѓе ќе пратат во стечај, колку неуспешни проекти ќе имаат. Тоа било СДСМ. Јас би подсетил и дека денес во 2016 година на ниво на општина Кисела вода работат 15.000 лица. 15.000 лица. И бројката од тогашни 10.000 невработени е падната на 4.000 невработени лица. Тоа е разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. И на сите во Кисела вода тоа им е јасно. Огромна. Точно. Мислам дека уште една специфика за оваа група на луѓе предводена од Никола Груевски и победничката листа тука, сите кандидати за пратеници од првата изборна единица, е тоа што се луѓе борци. Ние не застануваме. Не сме задоволни со тоа што сме направиле огромна разлика во делот на креирање на работни места, носење на инвестиции. Тоа што го води напред овој тим предводен со Никола Груевски е мотивот за едно работно место повеќе, за една инвестиција повеќе, за еден проект повеќе за Кисела вода, за Скопје и за цела Македонија. Околу проектите имаме многу што да зборуваме, но јас само би спомнал дека имаме реконструкција на булеварот Борис Трајковски во должина од 2,5 км, булеварот Србија во должина од 2 км, ја реконструиравме улицата Иван Козаров, потоа асфалтиравме поголем број на улици во Усје, има реконструкција на улицата Народни херои и отворивме и го реконструиравме домот на културата во село Драчево, отворивме дневен центар за деца со оштетен вид, изградивме инклузивно детско игралиште, градиме и ново училиште, Невена Георгиева Дуња. Тука правиме и целосна реконструкција на домот на културата во општина Кисела вода, бидејќи сите граѓани од Кисела вода тоа го заслужуваат. Изградивме и тенески терени,
ќе изградиме и повеќе наменски игралишта. Би спомнал исто така дека во програмата за следниот период се влезени 100 нови детски градинки, од кои 4 нови градинки ќе бидат тука, на територијата на општина Кисела Вода. До 2020 година имаме планирано изградба на вкупно 363 станови и куќи за лица во социјален ризик и други ранливи групи. Повеќе проекти се предвидени во делот на патната инфраструктура, но би сакал да спомнам и дека имаме предвидено нова училишна спортска сала, ново повеќе наменско игралиште, ново спортско игралиште, исто така и во населбата Пинтија и повеќе други спортски терени. Ова го спомнувам од аспект на тоа што нашите опоненти, главни, ветуваат се и се што. Нити имаат пресметано како ќе го направат, нити имаат намера да го реализираат, но сметаат дека многу лесно можат да го излажат народот. Јас би подсетил на тоа пошто најмногу треба да намерите. Треба да намерите по бројот на отворени работни места. Македонија ја затекна крајот на последната влада на СДСМ со само 560.000 вработени лица на територија на цела држава. Денес има 720.000 луѓе кои работат во Република Македонија. Тоа е разлика од 160.000 луѓе. Замислете, сите оние кои ги испуштале, сите фабрики кои ги затварале, денес се или вработени, или на пат да бидат вработени, бидејќи ние сме одлучни дека со проектите и со носењето на странски инвестиции можеме да ја смениме иднината и да ја направиме Македонија една успешна европска земја. На крај, само би спомнал дека околу уште една работа треба да ги избиеме митовите на СДСМ, а тоа е дека тие се некакви предводници и дека се единствениот гарант дека Република Македонија може да биде европска земја. Тоа е, мислам, најголемата лага од сите лаги кои ги имаат искажано досега. Верувајте ми, од сите луѓе со кои имам разговарано во Европа, нити еден не ми рекол дека сакаат да имаат држави кои се неспособни да се владеат самите, кои политичарите треба да им имаат свиткани кичми, кои очекуваат некој друг да им ги решава проблемите. Такви луѓе се Заев и тајфата. Значи, за сите овие работи велат дека некој друг треба да решава. Многу се горди и задоволни ако не превземаме одговорност, не си ги носиме одлуките, не си ги зајакнуваме институциите. Сметаат дека тоа треба да го делегираме некои попаметни надвор, знаете, да ни кажуваат што требало и како требало. Со вакви луѓе имаме работа. Сакам да ви кажам од тука едно убедување дека Македонија ќе ја биде. Ќе ја биде и поуспешна, и побогата, и со повеќе вработувања, и со повеќе инвестиции, без свитка на кичма, горда, убава и победничка Македонија. Да сте живи и здрави. Да живее Кисела Вода, да живее ВМРО, ДПМН и победничката коалиција за подобра Македонија. Браќа и сестри, голема чест и задоволство ми е да го најавам председателот на ВМРО ДПМН и